Клуч на врата за добар дел од големите индустријски капацитети поради високите сметки за струја. Ова го изјави првиот човек на најголемата стопанска комора Бранко Азески, кој посочи дека за некои од компаниите се уште останува неизвестно дали во скоро време ќе можат повторно да проработат. На одржаниот состанок со министерот за економија Крешник Бектеши се договориле до вторник 10 најголеми компании да достават листа со конкретни барања за кои се очекува да им бидат испорачани до владата за ублажување на кризната состојба. Некои од нив и не работат како фени, односно го одржаваат производството, али во секој случај овде треба едно појаснување. Имаме ние 6 компании кои се на отворен пазар, мимо слободниот пазар, кои што се во овие 10 компании и они се групирани, они можат слободно да набавуваат кај сакаат, али денеска изразија желба да формулираат определени барања, кои што и ќе се разгледаат затоа што се од значаен, да речем, капацитет за македонската економија. Министерот за економија уверува дека се прават напори да им се помогне на компаниите кои сериозно се погодени од енергетската криза. Тој вети дека фирмите ќе добијат струја по пониски цени, за секако компаниите да не се соочат со банкрот. Токму затоа работни групи уште утре ќе отпатуваат за Софија, каде ќе се договараат детали и цена по која Бугарија ќе испорачува струја на Македонија. Веќе со одредени држави имаме и конкретни договорени работи во делот на набавка на јагнен, во делот на набавка на мазут, а сме при крај и до крајот на ова недела, значи заклучно со утре, значи најверојатно би требало да завршат преговорите и со другите соседи и утре најверојатно нашата делегација би отишла во Софија за да ги заокружи преговорите со Република Бугарија. Инаку 10 најголеми македонски компании кои трошат 20% од струјата бараат и за нив да има антикризни мерки за справување со енергетската криза. До следниот вторник овие компании имаат рок да достава список со барање до владата, пошто пакетот помош ќе биде објавен на 28 септември. Инаку стопанството веќе подолго време алармира дека состојбата не чини и затоа на големо бараат државна помош за да може да опстанат. До сега државата само ја намали маржата на 10% за трговците со струја, што за компаниите и да не значи ништо.